Почитувани колеги, ова што го слушнавме е ништо повеќе одлика само на политиките на СДСМ. Закон кој што се донесува по скратена постапка, убрзано, е закон кој што се применува од 1995 година. И секогаш кога е ВМРО ДПМН е на власт и кога донесува закони во интерес на граѓаните, образованието, здравството и така натаму, се е нешто убрзано и се е нешто за кое што имаме многу, како да ги наречеме, работи кои што не им се допаѓаат, а има време тоа да го направат. Морам да кажам дека сето ова со законот е усогласување со многу одредби од другите закони. Ги напомнавме неколку пати законот за основно стручно образование и така натаму и така натаму. Меѓутоа морам да напоменам која е целта на овој предлог закон, односно на законот кој што треба да го донесеме. Тоа е закон за изменување и дополнување на законот за средно образование, кој што ни помалку ни повеќе сите овие работи кои што ги истакна од СДСМ практично се усогласуваат во новиот закон за средно образование. Практично тука се сите оние членови кои што ги опфаќаат учениците во средното образование со попреченост, со посебни потреби, понатаму кариерното советување, кариерниот советник, концепцијата за испити на крајот на средното образование, како што е и ученичкото организирање и учество. Практично ова сето недостасуваше точно во законот за средно образование и затоа беше неопходна потребата за сето ова да се донесе во измената на законот. И впрочем имаше голем јас и во основното и законот за високо образование и затоа и произлезе оваа промена. Не е точно дека нема дозволено организирање ученичко и учество, така да сето ова кое што беше изнесено воопшто не е во контекст на законот. Почитувани колеги пратеници, образованието е срцето на една нација, затоа денеска имаме шанса да донесеме одлука што ќе обликува иднината на нашите млади, иднината на нашата држава. Со овој закон го подобруваме квалитетот на наставата, го поврзуваме училиштето со реалниот свет, обезбедуваме еднакви можности за сите, заради тоа што секое дете има реални можности и треба да ги заслужи за шанса како успех. Ова не е само закон, ова е порака до секој ученик во нашата земја, дека го вреднуваме секој негов труд и дека веруваме во неговиот потенцијал и дека стоиме зад него. Затоа ве замолувам сите да го донесеме овој закон, односно да дадеме поддршка на законот. Благодарам. Контра реплика.